Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. По 2 недели пауза, од утре пратениците почнуваат со редовни активности. Закажани се седници на собраниските комисии за избор и именувања, за транспорт, дигитална трансформација и животна средина и просторно планирање, како и законодавно-правната комисија. На дневен ред е и нова пленарна седница на која меѓу другото како точка се и измените на законот за прекршоците против јавен ред и мир, поднесени од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. По несреќата во Кучани, со овие измени се предвидува целосна забрана за употреба на пиротехнички средства во затворен простор, како и зголемување на казните за присуство на малолетници во дискотеки. Законот ќе се носи по скратена постапка. Изминатата недела во соработка со Министерството за внатрешни работи, пратеничката група на ВМРО-ДПМН работеше на закон за јавен ред и мир, во кој што има две важни измени. Прво се забранува користење на пиротехника во затворен простор, а второ казните за пуштање, односно присуство на малолетници во диско клубови и други угостителски објекти, тогаш кога не е дозволено, односно кога е забрането за нив, се зголемува за 10 пати од сегашната казна. Значи, пиротехника во затворен простор се забранува и повеќе не смее никаква пиротехника да се користи во затворен простор и понатаму, доколку во некој угостителски објект, кога е тоа забрането, доколку се начека малолетно лице, казните се зголемени за 10 пати од тоа кое што е сега. На утрешната седница исто така ќе се најдат и законски измени поднесени од левица кои предвидуваат плата до 5 во месецот и зголемување на породилното отсуство, информираат утрово од партијата. Платата до 5 наместо до 15 во месецот, затоа што работникот не смее да биде оставен во неизвестност, присилен да зема брзи кредити, да влегува во дозволени минуси или да се изложува на позајмици со високи камати, додека чека половина месец за парите што чесно ги заработил. Зголемување на породилното отсуство од 9 на 18 месеци со цел подобрување на социјалната и економската заштита на мајките и семејствата, нивно психофизичко закрепнување и развој, како и градење на здрава врска без страв од финансиска несигурност. Секое дете заслужува стабилен почеток во животот, а секоја мајка право на достоинствено мајчинство. До сега мнозинството предводено од ВМРО-ДПМН не гласаше за ниту еден предлог на левица. Тие без дебата и разумни контрааргументи ги одбиваа сите предлози. Пратениците ги подсетуваме дека предлозите се во интерес на граѓаните, а не на политичките партии. Одбивањето на ваквите законски решенија само за тоа што доаѓаат од левица не е политика, тоа е непочитување на работниците и семејствата, пред кои секој пратеник одговара, се вели во соопштението ова утро испратено од левица. Од ДУИ пак денеска бараат Министерството за внатрешни работи да ги објави активностите и одговорноста на Агенцијата за обезбедување Рубикон во трагичната ноќ во Кучани. Од партијата на Ахмети денеска со став дека е потребна праведна истрага за оваа несреќа, а не како што посочуваат политички игри и прикривање на скандали. Оваа агенција, блиска до владеачката партија, била одговорна за безбедноста на кабарето во Кочани во ноќта кога се случи трагедијата што одзеде 59 невини животи. Затоа, владата има обврска да му даде на јавноста јасни одговори. Кои се другите клиенти на Рубикон? Дали имале регуларни безбедности договори и лиценцирани обезбедувачи? Дали Министерството за внатрешни работи некогаш извршило инспекција или контрола врз оваа агенција? Дали оваа компанија се штити поради незините врски со власта? Дали е вистина дека агенцијата оценува компании да ја ангажираат, повикувајќи се на незината поврзаност со високи партиски авторитети? Наместо да ја користи правдата за да ги напаѓа политичките противници, владата треба да презеде одговорност за своите неуспеси и за оние кои навистина се одговорни за оваа трагедија. Демократската унија за интеграција бара целосна, непристрасна и правдена истрага за овој случај, како и одговорност од сите кои дозволиле да се случи ваква ситуација. До крајот на оваа недела се очекуваат и детали дали несреќата во Кучани ќе биде тема за лидерска средба.
Откако вчера премиерот Мицкоски го повика Филипче лично да му го представи планот за лидерска средба, од СДСМ најавија дека сите детали околу ваквата средба лидерот на партијата ќе ги објави до крајот на оваа недела. Мицкоски посочи дека оваа тема е пресериозна и бара сериозен пристап, но и дека за него е несватливо зошто од опозицијата не се задоволни од начинот како обвинителството ја води истрагата. Кога обвинителот Куцевски кобното утро пристигнал во Кочани со соработниците Ислама Бази и Гаврил Бубевски, избрани во нивно време. Појасни дека се повлекле од смената на Куцевски поради чувствителноста на ситуацијата, но дека тоа повлекување нема да биде трајно. Предлогот за заеднички надпартиски кандидат за градоначалник на Кочани за Мицкоски е неприфатлив. Во деновина Тага вели дека е рано да се зборува за вакви теми. И останатите партии се воздржани околу предлогот за лидерска средба. Според коалицијата вреди, лидерот на СДСМ нема кредибилитет за такво барање. За Таравари предлогот на Филипче е само губење време. И знам, ќе чекаат прво да ја видат иницијативата, па потоа ќе носат одлука дали би седнале на иста маса со СДСМ. Од ДУИ го условуваат учеството со формирање на собраниска комисија со меѓународен надзор. Од вкупно 16 пациенти кои се на лекување во македонските здравствени установи, 6 натаму се лекуваат на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Кај овие пациенти веќе е направена трансплантација на кожа. Ова беше една од темите во емисијата Добриот доктор. Кај длабоките изгореници треба да се покријат со кожа и во главно кожата ја земаме од истиот пациент, најчесто се зема од надколениците, а кај еден пациент земавме и од двете надколеници поради обсежноста и потребата што имаше потреба од повеќе кожа, повеќе изгореници да се покријат. Прво и основно треба пациентот да се наоѓа во добра општа состојба. Ние како што велиме, тој треба да е стабилен. Што значи тоа? Значи да неговите витални параметри треба да се стабилни, треба да има добра крвна слика. Понатаму во главно кожа земаме ако постои длабоки изгореници и тие длабоки изгореници треба да се претходно ги чистиме и на таа очистена површина треба да се покрие со кожа. Кожата значи најчесто ја земаме од истиот пациент. СДСМ утрово објави документи со кои тврди дека се направени нови тендерски скандали во Министерството за информатичко општество. Според партијата се работи за тендер во висина од 600.000 денари, доделен на фирма која според нивните информации е во собственост на родители на вработени во Министерството. Опозицијата го повика Андоновски јавно да одговори дали ова тврдење е точно. Се работи за тендер од 600.000 денари за набавка на систем за контрола на пристап добиен од фирмата Боки Simple Tech Solution до Скопје. Еве го истиот. Според информациите од свиркачите кои ги добивме, собственици на оваа фирма се родители на Борче Младеновски, инаку вработен во IT секторот во истото министерство. Го повикуваме Андоновски да излезе и да одговори дали ова точно. Дали тендерот тежок 600.000 денари завршил кај родителите на вработените во министерството. СДСМ се обиде да го најде списокот на вработени во Министерството за дигитална трансформација, но на сајтот на министерството тој податок не е достапен. Таму стои дека се уште тој документ е во изработка. Дали е на повидок уште еден скандал за непотизам и конфликт на интереси во Министерството на Андоновски? Агенцијата за храна и ветеринарство казни уште еден нелегален продавач на храна со поминат рок. Како што информираат утринава од агенцијата, при претреси пронајдени од земени биле 34 пакети со така наречени флипс производи и 35 пакети оризови барови со различни вкусови, грицки и други производи во вкупна количина од 250 килограми. Откако е утврдено дека се со поминат рок и небезбедни. Се продавале на скопскиот пазар за стари работи во Маđари, како и на пазарот во Шуто Ризари во Скопје. Сторителот е казнат со парична казна од 400 евра, а издадена е наредба за уништување на небезбедните производи, наведуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство.
Македонија е атрактивна дестинација за нуркачите од светот. Иако ова може да привлече многу туристи, од нуркачките клубови велат дека во земјава овие потенцијали не се многу искористени. Туристичкиот потенцијал на нуркањето е огромен, но многу малку искористен. И додека во големите туристички центри за оние туристи кои сакаат активен одмор, нуркањето зазема едно од првите места во понудата на хотелите, туристичките агенции и водичи. Кај на сликата е сосема поинаква. И Охрид со тек на времето ќе се валоризира ова нуркање и овие напори што ги правиме сиве овие години, нуркањето да си го заземи правото место и туристите да може да го видат она што све го нуди Охридското езеро, пошто е баш уникатно и единствено. Ова што го имаме ние го нема никаде во светот. Значи овие врсти на риби, сунгери, значи полжави, тоа е све уникатно, не може нигде на друго место во светот да се види. И стварно мора да се посвети промоција голема на езерото и она што е во езерото. Македонија е атрактивна дестинација за нуркачите од светот, а пештерата Врело, која е една од најдлабоките во Европа, според Јакимовскиот нуркачкиот клуб Врело, ја посетуваат нуркачки од Русија, Полска, Чешка, Шпанија и Мексико. Македонија има Охрид, ова е бисерот на Македонија. Ја има и пештерава наша, меѓутоа Охрид си има своји убавини, дури за почетници во нуркањето, значи можат да ги видат убавините и на езерото под вода, што поинаку се доживува. Подводните фотографии и видео од охридските нуркачки клубови се шират на социјалните мрежи, а се неизоставен дел и од туристичките брошури, но потребно е нуркањето да се вклучи во туристичката понуда. Инаку најинтересни локации за нуркање на Охридското езеро се на потегот од Љубаништа до Градиште, посочуваат нуркачите. Нина Ритоновска, Сител телевизија. За прв пат од постоењето ќе се гради асфалтен пат до ски терените во Крушево. Ова е еден од проектите со кој општина Крушево аплицираше за пари од унгарскиот кредит. Изградбата на инфраструктурата е еден од клучните фактори за развој на туризмот. Токму затоа општина Крушево во последниве неколку години се посвети максимално на тоа. Годинава со проектите обезбедени од унгарскиот кредит се планира за прв пат од постоењето да се изгради асфалтен пат до скијачките терени и тоа од двата правци. Од така наречената Чешма-Нарама и од кај регионалниот пат за Демирхизар. Со тоа ќе се овозможи поголема посетеност, но и урбанизација на местото со нови сместувачки капацитети и други објекти. Освен скијањето, теренот на Станиќ нуди и други алтернативни спортови. Урбанистичките проекти ќе се зголемуваат таму, ќе имаме дополнително ќе се развива тој дел на градот и луѓето на вистина ќе видат и ќе биде очигледно не само во Крушево, туку и од цела држава веќе ќе бидат насочени сите туристи, аматери, спортисти и спортски клубови ќе бидат насочени кон скијачкиот центар, каде што е нова алтернатива и нови можности за тие целни групи. Тука е маунтинг байкингот, тука е даунхил патеките кои ги имплементиравме. Под жичарата имплементиравме околу 3 км даунхил патека, 40 км обележавме велосипедски патеки околу Крушево. Минатата година комплетно се реконструираше патот до Мечкин камен и стартот за параглайдинг, а се изградија и нови паркинзи. Годинава се очекува конечно да се изгради уште еден втор старт за полетување на локалитетот Црнврв, со што уште повеќе ќе се популаризира Крушево во светски рамки за овие спортови. Покрај нормалното и безбедно одвивање на националните надпревари кои се одвиваат на постојното полетиште, ќе имаме и за аматерите, односно тие што сакаат да летат аматерски од другата страна или во зависност од ветровите, ружата на ветрови повторно, ќе се одвива место на постојното полетиште, ќе имаме ново алтернативно полетиште, каде што сега е преблокирано и пренатрупано, така ќе слободно можем да кажам, и од надпреварувачи и од аматери. Исто како и лани, и годинава се очекува да се одржат неколку меѓународни надпревари и првенства во параглайдинг. За Сител Дарко Штарговски. Следуваат и најновите вести од регионот и светот кои ги подготви Маријан Ников. Земјотрес со јачина од 7 степени